Те поздравам и тебе, време и гостинот. Благодарам. Разбрав дека е од Дом. Да. Мене ме интересира како граѓани на Република Македонија. Овие две од 2006 до 2011 година коалицијата која што е на власт, во која партиципира и Дом, дали програмата била во 100 чекори или во 1000 чекори или во 50 чекори, тука програмските цели до ден денески не се остварени на ниедно поле од страна на земјоделците на Република Македонија. Почнувајќи лозарите, оризарите, сточарите, тутунарите, овие пшеница што произведуваат. Се уште, јас сум од Битолскиот крај, али живеам тука. Јас имам брат таму кој живее. За 2010 година не му има дајано субвенција за житото. А ние зборуваме дека за спроведување на програмски цели. Сега, јас го прашувам господинот, колку години треба да биде ова владеачка кандидатура на власт за да може да ги исполни на земјоделците тие програмски цели. Затоа што видовме со кои солзи винарите во Тиквешко, Неготинско и така натаму го оставија грозјето на нивите. Видоме тутунарите до кој степен. Добро. Видоме млекарите до кој степен. Затоа би замолил, немојте со тие филозофски ваши работи да ги манипулирате граѓаните на Република Македонија. Не, видете, ви разбрахме. Добро, ви благодарам, видете. Немојте сега да разговорот да го отераме сега во некој друг правец. Значи, човекот не е во власта, не е министер, тој е успешен бизнисмен, но е припадник на политичката партија Дом, за која тој вели дека има своја економска програма. Значи, на таа линија го водиме разговорот. Гостинот Трајков може да ги каже своите искуства што ги примени во осмислувањето на еден концепт кој заживеа многу добро, тоа е винаријата Попова кула, и на таа страна, на таа тема разговараме како да се излезе од економската криза. Инаку тој не може да ви ги да одговара во име на власта, бидејќи не е во министерство или нема некоја државна компетенција. Дали сум во право, господин? Да, во право сте во тој однос. Значи, нели, јас сум пред се бизнисмен, сум ја формирал политичката партија Дом затоа што сум имал некои идеи, затоа што сакам оваа држава и сметам дека секој еден треба да допринесе. Ја не партиципирам во власта лично, меѓутоа преку Дом. Мораме да сите во Македонија треба да сватат дека нели и таа коалиција е нели на кохезија, една унија на повеќе политички партии кои што сепак си имаат своји програми. Ние во Дом имаме наша програма и се трудиме во коалицијата на демократски начин нели да ги изнесеме нашите видувања и нашите ставови. Колку сме успешни во тоа, значи гледачите ги повикувам да видат што се сме направиле ние како политичка партија. Гледајќи ги тие проблеми на земјоделците, нели, затоа еве излегуваме сега со една нова идеја во однос на фондот. Во емисијава поставиме некоја тема што е вака во блиска спрега со политиката, многу гледачи има. Да го чуеме следниот гледач. Да. Добро вечер. Добро вечер. Сивом од Кавадарци. Поведете. Го познавам Дајнцо, пошто сме од исти град, нели? Извинете, не ве слушнав, погласно ве мало. Го познавам, викам Дајнцо. Дајцон. Дане ме вика. Дане. Јордан Трајков Дане. Дане, добро, Дане. Добро. Вака. Сакам да му кажам, се не може да се развлечуе работа директно за лозарство, зборуваме за винарство, нели? Да се развлечуе доправани да правиме нови работи, кога виче лозарство на големо замира. Тоа е факт и виче, тоа сите го гледат. И јас сум еден од тие лозар. Една работа ќе предложам. Не да се прават винари, него вишокот на грозје, што стално се зборува, стално има вишок на грозје, а уствари стално се зима грозјето, само работа е земе за по-малку пари. Да се урне цента на грозјето. Сега, колку е тие вишок? Тоа треба да се одреде точно, още по-со време, например, од текот на
юни месец. Сед вишок, да се каже колко е, нема да оде у винарите визби. Нека оде у депонија. И субвенциите што упорно не ги дават, што вика дека многу не збогатија со тие субвенции. Нека не ги дават нас. Нека ни платат правата цена на грозјето, а субвенциите нека ги дават за истореното грозје. Таму на тие луѓе што ќе го истурат, нека му го платат, че нема вишок на грозје и сета работа ќе заврши. Ја мислам, тоа е толку проста работа, а нашата влада упорно прави бауко цето. Еве, ја му кажувам најдобар пример. Мислам дека е добар начин да се заврши сета работа и да заврши оти секоја година они кажуваат криза и секоја година иста песна. Добро, ви благодарам, господин. Значи, што пократки, да видиме да оставиме простори за другите гледачи.